Добро вечер, вечерно издание на вестите на Канал 5. 7 нови случаи со инфекција на вирусот Западен Нил се регистрирани во текот на оваа недела, потврди од Министерството за здравство. Сите случаи се од Скопје, по 2 од Киселавода и Газибаба и по 1 од Илинден, Бутел и Аеродром. Новозаболените лица се на возраст од 60 до 84 години и сите се хоспитализирани, информираат од здравство. Најголем број од пациентите кои со воспаление на мозокот беа примени на инфективната клиника во текот на минатата недела, сега и официјално се потврдени на Западен Нил, што значи дека вирусот го добиле по убод од комарец и развиле тешка форма на болеста. Директорот на клиниката, инфектологот доктор Фатил Цана, вели дека во моментот се хоспитализирани вкупно 16 пациенти кои клинички имаат невроинвазивна форма на инфекцијата Западен Нил. Сите се над 60 годишна возраст. Со живеалиште во Скопје имаат и други хронични состојби. Доктор Цана потврдува дека за жал нема подобрување кај тројцата пациенти кои беа ставени на респиратор. Се потврдија и уште 5 пациенти лабораториски дека имаат невроинвазивна форма на инфекција со вирусот Западен Нил. Тоа се истите пациенти кои досега беа хоспитализирани и се водеа како клиничко суспектни. Во меѓувреме, нели, по дополнителните лабораториски исследувања добивме конечна потврда за присуство на вирусот Западен Нил во ликвор. Така што со се тие се 15, инаку имаме 16 хоспитализирани пациенти. Иако анализите покажуваат подобрување, засега се уште водата во Гостивар не е за пиење. Конечната одлука треба да ја соопшти Агенцијата за храна. Иако анализите покажуваат подобрување, се уште е неизвестно кога водата во Гостивар повторно ќе биде безбедна за пиење. Како што објаснуваат од локалниот кризен штаб, на секои 12 часа се земаат 7 различни мостри од повеќе локации низ градот, кои се испитуваат во 3 лаборатории. Предизвик останува и високото ниво на хлор по хиперхлорирањето, кое постепено се намалува за да ги достигне дозволените вредности. За водата повторно да биде прогласена за исправна, директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов потсетува дека потребни се 3 последователни анализи со уредни резултати, а конечната одлука, вели, треба да ја соопшти Агенцијата за храна и ветеринарство. Состојбата се подобрува, но водата се уште не е погодна за пиење и за готвење. Секојдневно се вршат анализи, се земаат примероци и се вршат анализи. Врз основа на тие анализи се носат одлуките. Крајната одлука дали водата е погодна за пиење, односно тргање на забраната, треба да ја направи Агенцијата за храна и ветеринарство, која што впрочем и ја изрече самата забрана. Детали од последните резултати за сега не објавуваат од институциите вклучени во контролите. Агенцијата за храна и ветеринарство, Институтот за јавно здравје и јавното предпријатие Водовод, Министерот за здравство Сашо Клековски претходно најави дека целосната анализа за состојбата со водата во Гостивар се очекува да биде објавена околу 20 август. Во меѓувреме продолжуваат и политичките обвинувања на темата. Од СДСМ велат дека институциите задоцниле со реакцијата и бараат одговорност и јавно објавување на резултатите од анализите. Ова веќе не е само криза, ова е здравствена катастрофа. Тотален хаос и распад на институциите и одговорност мора да има. Доста молчи јавното обвинителство. Мора да реагира веднаш. Мицковски, Клековски, Тошковски и сите инволвирани мора да одговараат. Од ВМРО ДПМН возвраќаат дека опозицијата се обидува политички да профитира од случајот и бараат одговори. Зошто со години немало институционална одговорност за случаите на небезбедна вода за пиење во минатото. Загадувањето на водата во Гостивар во моментов го истражува јавното обвинителство. Одреден е притвор за директорката на Комуналец и 2 раководители, а обвинителството ги сомничи дека сториле тешки дела против животната средина и природата, кога поставиле пумпи во надворешен канал, кој внесувале вода во градската мрежа. Освен обвинителството, предмет по сопствена иницијатива отвори и Народниот правобранител.
Колкава е куповната моќ? За дел од граѓаните цените се високи. Сепак инфлацијата во јули според статистика забавила на 2,3%. За ова Сандра Спасовска. Инфлацијата продолжува да стивнува. Во јули измерен е просечен раст на трошоците за живот од 2,3% во однос на истиот месец лани, што представува најниско ниво од почетокот на годинава. Кај индексот на цени на мало пак е забележено зголемување од 1,8%. Споредбено со претходниот месец инфлацијата во јули е 0,1%, а според статистичарите растот на трошоците на живот на месечно ниво главно се должи на повисоките цени за транспорт и тоа за 4,4%, зголемени трошоци за рекреација, спорт и култура за 2,6%, домување 0,9%, ресторани, сместување, образование, алкохолни пијалаци. Граѓаните кои ги анкетиравме велат клучот лежи во домашното производство. Со сегашните примања и според нив високите цени тешко се преживува. Инаку на пазарите кило домати се продава по цени од 50 до 90 денари. Околу 70 денари се кило пиперки и грозје. Лубеница може да се најде и за 10 денари килограм. Пензионерите ние по 21.000, по 20.000 пензија. Ако нема со нас некој да ни помогне, цените се многу големи. Скапо, не скапо, мора да се јаде. Инвестиција во земјоделието. Министерството за земјоделие треба да биде број 1. Од Министерството за економија велат, податоците на статистика покажаа дека ценовните движења остануваат стабилни без значителни шокови на пазарот. Во моментов нема основ, но доколку состојбата се промени има неоправдани ценовни скокови, како влада соодветно ќе реагираат. А на социјалните мрежи се огласи министерката за финансии. Кочовска вели, денешните бројки се само уште една потврда за добрите економски политики на владата. Покрај намалувањето на инфлацијата, раст бележат и извозот, индустриското производство и вработеноста, што укажува дека економските политики даваат резултати. Тоа се потврдува и со растот на даночните приходи во буџетот заклучно со 31 јули. Та реагира и денеска од опозицијската СДСМ. Според партијата, секој пат кога владата ќе кажела дека цените се намалуваат, граѓаните плаќале повеќе. Минатиот месец намалување имаше кај минималната синдикална кошничка, која ја пресметува ССМ. Според пресметките на синдикатот, во јули за 108 денари беше забележано намалување во делот на храната и околу 50 денари поевтинал транспортот. Во страот на сообраќајка кај Радишани загина 19-годишен мотоциклист. Повреден е и возачот на автомобилот со италијански регистарски таблици. Силниот звук од удар на улицата Радишанска во скопската населба Радишани. На улица ги извадил жителите од улицата на самото место на сообраќајната несреќа, каде веднаш загинал 19-годишниот НМ од скопското село Побожје, кој управувал со моторот, а имал сообраќајна незгода со возило Алфа Ромео со италијански регистарски таблици, управуван од 46-годишниот СБ. Целата улица беше блокирана, а граѓаните во шок раскажуваа дека ударот бил силен, а момчето потоа немало никакви знаци на живот. Од она што може да се види на терен е дека моторот е целосно уништен и само останато е задното тркало. Исто така и возилото Алфа Ромео е уништено во предниот дел на возилото. Истрагата треба да покаже како настанала несреќата и автомобилот е со големи оштетувања од левата страна на возилото, каде што бил ударот. Возачот со повреди бил пренесен на болничко лекување. Се е случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Алфа Ромео со италијански регистарски ознаки, управувано од 46-годишниот СБ и мотоцикл без регистарски ознаки, управуван од 19-годишниот НМ од Скопско, при што возачот на мотоциклот починал на местото на настанот. По завршување на истрагата ќе се знаат причините и околностите за сообраќајната незгода. Ги завршуваме тука вестите. Имајте убава вечер.